Косовската полиција во вторникот му го предаде телото на убиениот српски политичар Оливер Ивановиќ на неговото семејство. Ковчегот на Ивановиќ беше однесен во неговиот дом, додека надвор десетици негови поддржувачи положуваат свеќе и палеа свеќи. Косовскиот премиер Рамош Харадинај по состанокот на Косовскиот совет за национална безбедност изјави дека убиството на Оливер Ивановиќ било резултат на незаконско мешање во северниот дел на Косово од страна на странски институции. På kvarstod politia Kosovës ka smarrëdhënie mira me plot organizata si motra, si ku ne ta ndjeshim nevojën për ndihmës shëndetime, mund të ftojmë me vijaj, e që është shumë i besueshëm, edhe nuk i mirëpresim deklarimet e askujt për ndërhyrje në rendëlizën veri. Харадинај додаде дека е изненаден што српската делегација го напушти претходно закажаниот диалог посредом на Европската унија со косовските водачи откако беше убиен Ивановиќ. Во меѓувреме српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачиć за време на посетата на Црна Гора изјави дека убиството ја загрозува стабилноста на целиот регион. Ovo je svakako veliki pucanj, ozbiljan pucanj u stabilnost u regionu, posebno na severu Kosova, a kad je ugrožena stabilnost severa Kosova, ugrožena je i stabilnost celog Kosova i čitavog regiona. Стотици Срби палеа свеќи во спомен на Ивановиќ и во Белградската црква Свети Сава. Меѓу нив беше и лидерот на Српската опозицијска демократска партија Драган Шутановац, кој изјави дека Ивановиќ се соочувал со сериозни закани. Ne znam ko je kriv, ali znam da niko nije nevin. I da dokle kod nadležni ne budu konačno ispitali i rekli nam ko je počinio ubistvo, a ko je naložio, svi nadležni, bilo iz Mitrovice, Prištine, Beograda, pa i Brisela, su krivi и одговорни. Ивановиќ се сметаше за умерен политичар, а неговото убиство ги зголеми тензиите меѓу Косово и Србија. 64 годишниот Ивановиќ беше застрелан пред неговата партиска канцеларија во Митровица.